Информативен преглед на регионалната К1. Настаните кои го одбележаа денот ги донесуваме веднаш по кратките најави. Гледајте на. Утре ќе се формира ново здружение на лозари во Кавадарци. Општина Велес распиша оглас за електронско јавно надавање за градежно неизградено земјиште на неколку локации во општината. Најмалку 2 лица загинаа, 10 биле тешко повредени, а уште 110 се здобиле со полесни повреди во железничка несреќа близу Милано. Утре со почеток од 17 часот по иницијатива на група лозаропроизводители, градоначалникот Митко Јанчев се организира трибина за формирање ново здружение на лозаропроизводители. Оваа трибина има за цел отворено да се разговара за сите проблеми со кои се соочуваат земјоделците, истовремено да добијат и ново здружение кое ќе функционира поефикасно и кое ќе ги застапува нивните права. Лозарите и винариите утре седнуваат на иста маса, на трибината која е закажана со почеток во 17 часот во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци. Ке се дебатира за сите проблеми со кои се соочуваат земјоделците. На трибината присутен ќе биде и градоначалникот Митко Јанчев. Од неговиот кабинет информираа дека истата се организира на иницијатива на група лозаропроизводители и градоначалникот Јанчев. Покрај изнаоѓање на заеднички прифатливи решенија, лозарите очекуваат дека на оваа трибина ќе се формира и здружение кое ќе ги застапува нивните права. Од кабинетот на градоначалникот Јанчев ги повикуваат сите лозаропроизводители и представници на винските визби од Тиквешијата да присуствуваат на трибината на која ќе се воспостават основи за подобра соработка на производителите и откупувачите на производот по кој Кавадарци е надалеку познат, а тоа е винското грозје. Откупот на тутунот годинава може да заврши пред време. Според сегашното темпо на откупните пунктови, последните кутии со жолтото злато ќе треба да се продадат до крајот на овој месец. Многу порано пред законскиот рок до 15 март. До сега се преземени повеќе од 21.000 од предвидените 23.000 тони. Квалитетот е добар, а просечната цена скокна на 214 динари за килограм или за 18 динари повеќе од лани. Откупот на тутунот е при крај. Според Државниот инспекторат за земјоделство, досега се откупени повеќе од 21.000 од вкупните 23.000 тони тутун, колку што се очекува годинава да тежи родот. Според сегашното темпо на откуп, тутунот би требало да биде откупен до крајот на овој месец, што е многу порано од законски предвидениот рок 15 март. Тутунопроизводителите задоволни од откупот. Квалитетот е добар, а просечната цена сега е 214 денари за килограм, односно 18 денари повеќе од лани. Вредноста на откупениот тутун е скоро 60 милиони евра, а исплатата се врши според договорите на кооперантите со монополите. Субвенцијата за родот од 2017 е 60 денари за килограм за сите класи, а по измените на законот за тутун во иднина се планира тие да бидат по 80 денари за килограм прва, 70 за втора класа, а за третата класа и другите да остане субвенцијата од 60 денари за килограм. Распишан е оглас од страна на општина Велес за електронско јавно надавање за градежно неизградено земјиште во сопственост на Република Македонија на неколку локации во општината. Општина Велес распиша оглас за електронско јавно надавање за градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија на неколку локации на општината.
Право на учество имаат физички лица, државјани на Република Македонија, државјани на држави членки на Европската Унија и на ОЕЦД, како и државјани на држави кои не се членки на Европската Унија и на ОЕЦД, а под услови на реципроцитет можат да стекнат право на собственост на градежно земјиште на територијата на Република Македонија. Правни лица, домашно правно лице во мешовита собственост, правно лице основано од странско, физичко и правно лице, регистрирани во Централен регистар на Република Македонија, странски правни лица резиденти на држави членки на Европската Унија и на ОЕЦД, како и странски правни лица резиденти на држави кои не се членки на Европската Унија и на ОЕЦД, а кои под услови на реципроцитет можат да стекнат право на собственост на градежно земјиште на територијата на Република Македонија. Заинтересираните физички и правни лица поднесуваат пријава за учество на јавното наддавање по електронски пат преку информацијскиот систем поставен на интернет страницата www.gradежно-земјиште.mk. Подетални информации за локациите и потребните документи можат да се најдат на веб страницата на Општина Велес. Сабота во клубот на пратениците координативна средба на државниот врв за предложената рамка на медијаторот Нимиц на последната средба со македонскиот и грчкиот преговарач во Њујорк. На состанокот ќе присуствуваат и лидерите на ВМРО, ДПМН и на ДУИ. Ќе присуствува и председателот Иванов. Нимиц во Скопје доаѓа на 31 јануари. Претходно ќе оди во Атина. А во Давос вчера се одржа првата средба на премиерите на Македонија и Грција, Заев и Ципрас. Обид да се направи чекор напред кон решение на спорот. Македонскиот премиер е оптимист дека ќе се најде решение кое ќе биде достоинствено и за двете држави. Во продолжение останатите информации од Македонија. Законот за амнестија од утре стапува на сила, а од понеделник затворите ќе почнат со дистрибуција на затворските досиеа на осудените лица до судовите кои им ги изрекле затворските казни. Законот за амнестија кој е донесен на 15 јануари покрај амнестирањето на околу 800 затвореници, предвидува и намалување на казната за 30% на 3097 осудени лица. На овој начин, според владата, која е предлагач на законот, ќе се заштедат буџетски средства кои би се искористиле за подобрување на условите во казнено-поправните домови. Со ова законско решение, амнестија не е предвидена за лицата осудени за убиство, за кривични дела против изборите и гласањето, за силување, педофилија, посредување во вршење проституција, потоа за кривични дела против државата, за злосторничко здружување, како и за кривичните дела против човечноста и меѓународното право. Судот мора да ја отфрли улогата на асистент во креирањето на недемократска атмосфера на страв, посочуваат од ВМРО ДПМН во соопштението. Според нив, судот е директен соучесник во континуираното уништување на правната држава, во кое што Заев сака без опозиција да носи закони за двојазичност, да ја задолжува земјата или да ратификува договори со кои се брише историјата и македонскиот јазик. Отфрлањето на жалбите на одбраната и решенијата на патриотите да останат во притвор се целосно правно неиздржани. Истекува вториот месец и судот има можност да се издигне над политичките притисоци и нарачки и конечно да донесе праведна одлука. Само во Македонија личности кои многу дале за државата, родолюби кои немаат сторено ниту прекршок, се прогласуваат за терористи. Секој може да види дека на судовите им е најважен политичкиот интерес, зашто ако не им беше и ако имаа малку интегритет и совест, досега ќе ги ослободеа сите лажно обвинети лица од 27 април, стои во соопштението на партијата. Од ВМРО ДПМН истакнуваат дека оваа влада на СДСМ мора да разбере дека во државата има луѓе кои мислат различно од нив. Институциите не смее да се злоупотребуваат за политичка пресметка, стои во соопштението на ВМРО ДПМН.
Американскиот председател Трамп пристигна на Светскиот економски форум во Давос. Трамп ќе се сретне со британската премиерка Тереза Меј и со председателот на израелската влада Бенјамин Нетањаху. Во фокусот на разговорите Иран, Блискиот Исток и Северна Кореја. Светските лидери во политиката и економијата претпоставуваат дека најозборуваниот и најочекуваниот учесник на самитот веројатно уште еднаш ќе се пофали со успесите на Соединетите Американски држави. Францускиот председател Емануел Макрон е еден од оние кои отворено покажуваат интерес за бизнис идеите и тактиките на Трамп, што ќе бидат изнесени на последниот ден од форумот. Во продолжение станатите информации од светот денеска. Железничка несреќа во близина на Милано. Се уште непозната е причината зошто неколку вагони од регионалниот воз Тренорд, полн со патници, се излизгале од шините и се превртеле. Најмалку 3 лица се загинати, а 100 се повредени, информираат од тамошното Министерство за здравство. Несреќата е потврдила и железницата Тренорд, потенцирајќи дека се истражуваат причините кои довеле до истата. Возот се состоел од 6 вагони, а местото на несреќата било тешко достапно. Тамошните медиуми пишуваат дека ова е најтешката железничка несреќа во Италија од јули 2016, кога во судир на 2 патнички воза на Јадранскиот брег загинале повеќе од 20 лица. Полицијата во Рим соопштила дека уапсила 31 лице под сомнение дека учествувале во мафијашки активности во приморското предградие Остија. Тоа предградие, кое се наоѓа на околу 35 километри од Рим, било едно од жариштата во големата истрага против мафијата во италијанската престолнина. Рим добива нова прилика за подобрување на операцијата против кланот Спара во Остија. Ние заедно велиме не на криминалните активности, порачала на Твитер градоначалничката на Рим Вирџинија Раџа. Од полицијата велат дека 31 член на осомничениот клан, кој наводно го води семејството Спада, се уапсени во полициска акција утрово, а едно лице успеало да побегне. Остија е единствениот 15-ти римски дистрикт, кој се под директна контрола на владата поради наводната вмешаност на мафијата во тоа подрачје. Бугарската влада го преживеа гласањето за нејзина доверба во парламентот од вкупно 240 пратеници. 103 го притиснале копчето за недоверба, додека против биле 131 пратеник. Барањето за гласање на недоверба на кабинетот на премиерот Борко Борисов го поднесоа опозицијските социјалисти, кои како аргумент за лошото работење навеле недостиг од напредок во борбата против корупцијата во оваа балканска земја. Според индексот на согледување на корупција на организацијата Transparency International од 2016, Бугарија била најкорумпираната држава членка на Европската Унија. Бугарија во наредниве 6 месеци председава со Советот на Европската Унија. И за крај на овие вести, секако ви информираме за временската прогноза. Времето денеска сончево по одделни котлини со заматеност на атмосферата. Температурата во интервал од 3 до 10 степени. Во наредните денови ќе се задржи период на стабилно време со ниски утрински температури, а дневните ќе бидат во постепен пораст. Утре и во сабота во предпладневните часови ќе има температурна инверзија, што по одделни котлини ќе ги зголеми условите за појава на магла или заматеност на атмосферата. Тоа е се за овие вести, останете и понатаму со програмата на К1. Од мене пријатно.